Почитувани, започнуваат вестите на Канал 8. Добро дојдовте. Од продажба на градежни парцели за првите 6 месеци од 2024 година, Општина Кочани остварила нешто повеќе од 1000 евра. Наплатени се средства за 3 парцели, а за уште 5 постапката е во тек. Во првите 6 месеци од оваа година, Општина Кочани продала 8 градежни парцели, но само за половина од нив, односно нешто повеќе од 1000 евра, се наплатени од очекуваните приходи, согласно цените што се постигнати на јавното наддавање. Поради одржување на претседателските и парламентарните избори, а во согласност со Законот за спречување на корупцијата, постапките за отуѓување на градежно земјиште биле ставени во мирување. Во овој период имало уплата само за 3 од продадените 8 парцели. За останатите што се наменети за изградба на објекти за индивидуално домување, постапките за прибирање на приходите се во тек. Вкупните приходи на општината од отуѓување на 3 градежни парцели изнесуваат 71.237 денари. За отуѓување градежно земјиште пак со непосредна спогодба до општината биле поднесени 11 барања. 7 од нив се со непосредна спогодба на сопствениците на објекти или посебни делови од објекти, а за кои е донесено решение за утврдување правен статус на бесправен објект, врз основа на кое се запишани во јавната книга на недвижности. 4 барања пак биле за оформување градежни парцели кај кои лицата во собственост имаат повеќе од 30% од градежната парцела, информираа од одделението за спроведување постапка за располагање со градежно земјиште на општина Кочани. По основ на договорна казна за неисполнување на обврските од договорите за отуѓување градежно земјиште, досега општината наплатила над 660.000 денари. Според извештајот од одделението за спроведување на постапките за располагање со градежно земјиште, вкупните приходи на локалната самоуправа за половина година по сите основи околу постапките за продажба на градежните парцели изнесува 731.589 денари. Општина Зрновци ќе реализира проект за уредување и опремување фитнес зона кај мултинаменското спортско игралиште. За опремување на просторот е обезбедена подршка од кинеската амбасада во висина од 400.000 денари, а уште толку ќе кофинансира општината. Жителите на општина Зрновци ќе добијат катче за рекреација и спортување, зашто локалната самоуправа ги презеде почетните активности. Се работи за уредување на простор и опремување со соодветни справи за фитнес зона, што ќе биде лоцирана на просторот на етнопаркот на влезот во населбата. За реализација на целиот проект планирано е да се инвестираат околу 800.000 денари. Општина Зрновци добила подршка од кинеската амбасада, но ќе обезбеди дополнителни средства од сопствениот буџет како кофинансирање. На последната седница на Советот, реализацијата на проектот беше една од точките на дневниот ред, заради потребата да се утврди точната локација на фитнес зоната. При тоа градоначалникот Борчо Коцев ги информираше советниците околу постапката што ќе следи. У соработка со кинеска амбасада, општина Зрновци има обезбедено справи во висина од 400.000 денари, со тоа што општина Зрновци се задолжува за одредување на локација и уредување на тој простор, што самото уредување од прилика и тоа кошта околу 400.000 денари, имајќи предвид дека ќе се уредува простор од околу 200 квадрати, тоа е самиот простор пред повеќенаменското спортско игралиште Васе Ангелов, најзелениот појас помеѓу улицата и игралиштето. Наша обврска ќе биде тоа таму да се истампонира, да се извалира и да има 10 сантима бетонска плоча и префарбано со заштитен слој на боја. По објаснувањето од градоначалникот Коцев, општинскиот совет даде едногласна подршка на предлогот фитнес зоната да биде лоцирана на парцела што е во државна собственост. Таа се наоѓа во близина на етно куќата и мултинаменското спортско игралиште на влезот во Зрновци. Партерно ќе се уредува дворот на основното училиште Раде Кратовче. Вредноста на проектот е над 3 милиони денари. Драган Николов со деталите. Со сума на 3 милиони денари,
партнерно ќе се уредува дворот на основното училиште Раде Кратовче. Договорот за реализација на активностите го потпишаа градоначалникот на општина Кочани Љупчо Папазов, директорот на училиштето Глигор Гацовски и представничката на Институтот за истражување и анализи на политики Ромалитико Маријана Сулейманова. Согласно предмер пресметката за набавка на потребните материјали со максимална вредност од 1.119.400 денари ќе учествува Ромалитико, средства кои што се обезбедени со проектот Заедно за просперитет на заедница. Активноста е поддржана од Агенцијата за меѓународен развој УСАИД, а средствата се наменети за имплементација на иницијативи за решавање на проблеми со цел да се подобри животот на припадниците на ромската заедница. Останатите работи предвидени во предмер пресметката ќе бидат финансирани од локалната самоуправа на Кочани. Во библиотеката Искра се одржа работилница на тема емоции, а ја спроведе професорката по предучилишно воспитување Марина Гоцевска. Магистер Марина Гоцевска, професорка по предучилишно воспитување во просториите на библиотеката Искра, реализираше едукативна работилница на тема емоции, што беше наменета за децата од предучилишна возраст од 4 до 7 години. За емоциите треба да се зборува уште од најрана возраст. Цел на оваа работилница е децата да ги препознаваат емоциите, да зборуваат отворено за нив и да ги искажуваат. Секоја емоција има боја, така да книгата Ѕверче од боја е идеална за препознавање на емоции и каква боја имаат емоциите. Ова е дел од лето во библиотека, така да во летниот период децата да бидат активирани и да зборуваат повеќе за емоциите и каква боја имаат емоциите, со читање на книги и нивно разработување. Гоцевска додаде дека ова е прва работилница наменета за најмалите, а за воиднина најави повеќе слични настани. Ова сепак е почеток, но секако во иднина планираме да организираме од различен вид, но сепак најважно и најголем акцент ставив најпрви на емоциите, нивно препознавање и искажување. Предходната беше на 10 јули, кога зборувавме за младите, за идентитетот на телото и како да го прифатиме нашето тело, како да го сакаме нашето тело и како телото се менува во текот на годините, како влијаат социјалните медиуми, социјалните мрежи врз нашето менување и дали и како го прифаќаме тоа. Да изградиме поздрава самодоврба и нормално на младите да и дадеме поттик да го сакаат своето тело и да го прифаќаат. Едукативната работилница на тема емоции се спроведе во рамки на Body Kind проектот на Erasmus Plus програмата. Почина 60 годишен маж од Виница, откако во местото викано цигански рит излетел од патот со тракторот. Извршен бил увид на екипа од Оделението за внатрешни работи Виница. 60 годишен тракторист од Виничко Градец со иницијали ВМ смртно настрадал откако со тракторот излетал од патот кај местото викано цигански рит во Виница. Во соопштението од Министерството за внатрешни работи се вели дека на 23 јули во 6 часот и 55 минути во полициската станица Виница било пријавено дека лицето ВМ, управувајќи трактор марка Масеј Фергусон со винички регистерски ознаки, изгубил контрола и излетал надвор од патот. Од здобиените повреди на местото на несреќата починал возачот ВМ, а лекар од итната медицинска помош констатирал смрт. По наредба најавена од вините од основното јавно обвинителство Кочани, телото на починатиот било дадено на обдукција. Извршен бил увид и од уведна екипа од Оделението за внатрешни работи Виница.
Почитувани, тоа беа настаните што го одбележаа денешниот ден. Ви благодариме што бевте со нас. Довидување.